Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Мудрост Сирахова, 32 глава. Ако те стават за распоредник на трапезата, не вознесувај се. Биди меѓу другите како еден од нив. Погрижи се за нив, па потоа седни. Кога ќе ја свршиш целата работа, заземи го твоето место, за да се веселиш заедно со нив и за твојата префинетост да добиеш венец. Разговорот води го ти, старешино, зашто тој ти прилега, но тоа прави го одмерено и не прекинувај музиката. Кога ќе те слушаат, не говори долго и премногу не мудрувај. Како печат од рубин, опкован со злато, таква е пријатноста на музиката со вкусно вино. Како печат од смарагд, опкован со злато, таква е пријатноста на песната со вкусно вино. Кажи, момче, ако затреба, само 2 збора, и тоа само кога ќе те прашаат. Кажи го главното, кажи многу со малку зборови. Биди како оној што многу знае, а умее да молчи. Кога си со големци, не прави се голем како нив. Кога зборува друг, не зборувај ти. Пред громот оди секавицата, а пред скромниот човек оди милоста. Навреме станувај и не биди последен. Побрзај дома и не застанувај. Таму забавувај се и прави се што сакаш, но со срамен збор не греши. А за сето ова, Создателот прославувај го. Тој те наситува со сите добрини. Кој од Бога страв има, тој и поука прима. Кој од рано утро него го бара, благослов од него добива. Кој законот го бара, со него се исполнува, а лицемерот од него ќе се сопне. Оние што страв од Господа имаат, ќе бидат оправдани. Нивните добри дела како светлина ќе засветлат. Грешникот од изобличување бега, според своите желби извинување бара. Разумен човек не презира совет, а неразумен и горделив не знае за страв, дури и тогаш кога неразумно постапил. Без размислување не прави ништо, а кога ќе направиш нешто, не кај се. По пат опасен не оди, за да не се препнеш и да паднеш. Не верувај му многу и на рамен пат, немај доверба ни во своите деца. Во сите твои дела верувај и на својата душа. Тоа е извршување на заповедите. Кој во законот верува, на неговите заповеди се покорува. И на Господа, кој се надева, зло нема да претрпи. Мудрост Сирахова, 33 глава. Кој има страв од Господа, зло нема да го снајде. Од искушение тој го избавува. Мудриот не го мрази законот, а кој лицемерно го држи, тој е како брод во олуја. Разумен човек во законот се надева и законот за него е како Божја воја. Подготви го говорот твој, тогаш ќе те слушаат, собери знаење, тогаш одговарај. Срцето на глубавиот е како тркал од кола, а мислата негова како оска што се врти. Пријател зајадлив е како буен коњ, кој да го јавне на секого ржи. Зошто еден ден од друг е подобар? Кога на сите денови во годината од сонцето им доаѓа светлина. Разделени се од мудроста на Господа. Тој одделил времиња и празници. Некој од нив издигнал и осветил, а другите ги вброил во обичните денови. И сите луѓе се од кал, па Адам од земја беше создаден. Но, по мудроста своја Господ различни ги создал, на сите различни патишта им определил.
Едни благословил и издигнал, а други осветил и до себе ги приближил. А трети проколнал и понизил и од нивните места ги изместил. Како што глината во рацете на грчарот добива облик по негова волја, така се и луѓето во рацете на својот Создател, кој на сите им дава според својот суд. Како што спроти злото стои доброто, а спроти смртта животот, така спроти побожниот стои грешникот. Така, гледај ги сите дела на Севишниот, сите се по две, едно спроти друго. Јас последен се освестив како оној што бере по гроздоверачи. И со Божи благослов, како вистински гроздоберец, почвата му ја наполнив. Сватете, не се трудев само за мене, туку за сите кои што бараат поука. Чујте ме, кнезови, народни, послушајте ме на собирот началници. Ни на жена, ни на син, ни на брат, ниту на пријател. Не давај им власт над тебе, додека си жив. На друг не давај го имотот свој, па ако се премислиш, да молиш да ти го вратат. Додека си жив, додека здив има во тебе, власт над себе си никому не давај. Подобре децата твои тебе да те молат, отколку ти да гледаш во рацете на твоите синови. Биди господар во сите твои работи, не дозволувај твојата чест извалкана да биде. На крајот од твојот живот, на смртниот час, предај го наследството. На магарето давај му крма, стап и товар, а на робот леп, казна и работа. На робот дај му работа и спокоен ќе бидеш. Слободни раце дај му, слобода ќе бара. Јаремот и јамот му го свиваат вратот на волот, за лошиот роб се вериги и рани. Праќај го на работа, мрзлив да не биде. Мрзливоста учи на лоши работи. Дај му работа што му одговара, а ако не слуша, стави го во окови. Но никого од нив не претоварувај, не прави ништо што е неразумно. Ако имаш роб, гледај го како себе си, бидејќи со крв си го придобил. Имаш ли роб, постапувај со него како со брат. Од него потреба ќе имаш, како и од својата душа. Ако го измачуваш, па ти избега, по кој пат ќе го бараш? Мудрост Сирахова, 34 глава. Глупавиот човек празни надежи има, од соништата безумните добиваат крилја. Каков што е оној што гушка сенка и што ветар гони, таков е и оној што во сништа верува. Соништата и огледалото слични се, и во едното и во другото има само привид. Од нечистото може ли чисто да биде? Од лагата може ли вистина да биде? Бајање, предскажување и соништа, сето тоа е суета. Срцето се полни со желби, како кај родилка. Ако не ги праќа Севишниот за вразумување, не мисли на нив. Соништата многумина заблудиле, пропаднале и оние што во нив се надевале. Закон без измама треба да се извршува. Мудроста во устата на верните се усовршува. Учениот човек многу знае. Кој многу искусил, разумно зборува. Кој ништо не искусил, тој малку знае, а кој патувал, многу знаење добил. Многу видов на моите патувања знам повеќе од колку што говорам. Многу пати бе во опасно смртна, но се спасив со искуството што го имав. Духот на оние што страхопочит кон Господа имаат ке живее, зашто нивната надеж е во оној кој ги спасува. Кој од Господа страф има, од ништо не се плаши. Надежта негова е Господ. Блажена е душата на оној кој од Господа има страф, кој го поддржува и кој му е подкрепа. Очите на Господа се врз оние што го љубат. Тој е нивната силна закрила и постојана потпора. Брана од горештина и брана од пладневна топлина.
заштита од сопнување и заштита од паѓање. Тој ја издигнува душата, тој ги просветлува очите, тој дава живот, здравие и благослов. Кој принесува жртва од придобивка неправедна, дарот од таков е подбив. Даровите од безбожниците Господ не ги прифаќа. Севишниот не ги сака жртвите безбожнички, со многу жртви гревовите своји нема да ги искупат. Каков е оној што жртвува син пред очите на неговиот татко, таков е и оној што принесува жртва од имотот на сиромав. Лебот на сиромасите живот е за нив, кој им го одзема како крв да пролева. Кој му ја одзема прехраната на ближниот, тој го убива, а крв пролева. Кој на наемникот му ја одзема наградата. Ако еден гради, а друг урива, што добива за себе освен тешкотии? Ако еден се моли, а друг проколнува, чиј глас Господ ќе чуе? Ако некој се измие од допир до мртовец и пак се допре до него, од измивањето тогаш каква му е ползата? Таков е човекот што пости за направени гревови и пак оди и ги повторува. Кој ќе ја чуе неговата молитва и каква полза ќе има што се смирил и се покајал? Елиезер.